Немања, вчерашниот меч веројатно ќе ти остане во пријатно сеќавање, еден одличен твој меч, одлично прилагодување на минутажата која што ја доби, без разлика што веројатно кога сите го анализираа мечот, потенцираа дека не одеше по планот и дека можеби малку го потценивте противникот. Но сепак еве од твоја лична гледна точка како беше дуелот со Иран? Беше тежок дуел. Значи ние не очекувавме искрено таков меч. Бевме сконцентрирани сите што сме почнале утакмица и отворивме добро, значи 4-1 промашивме, мислам, една контра и после добивме гол од полуконтра, 2 минути, мислим, и така се свртат работа. Но мислим да на светско првенство е континуирано утакмици секој ден, еве, игравме завчера, вчера утакмица, значи мора да се биде 150%, 200% сконцентрирано и нема лесен противник. Значи тие некои шутеви од Иран што сум видел вчера, одавно не сум видел на една утакмица да прима едни тако добри голови. И тоа е, значи ние имаме свој cilj, тоа е да поминеме групна фаза и идеме чекор по чекор. Прва утакмица со Тунис беше перфектна од сите гледни точки. Вчера 2 бода, пак тоа ни е најбитно и утре со Босна пак да земеме 2 бода, значи со 6 бода веќе многу полесно. Физички како стои екипата? Дали се потрошивте на прецена на преварот против Иран? И зборува за Босна, која што е една репрезентација која што тешко можете да ја лоцирате, и играчите и селекторот не можат да предвидат каква Босна утре ќе ја очекуваме. Дали она експлозивна која што го елиминира Исланд или оваа променлива која што играше едно добро и едно лошо полувреме тука во Доха? Добро, една работа е кога се играат квалификацијски утакмици, друго е ваков систем ден за ден. Ја од Босна искрено не очекував ништо повише од ова што го даде до сега, затоа што Босна е прв пат на светско првенство. Босна е една екипа добра, квалитетна, значи избаци Исланд, ама пак веламо ден за ден утакмица бара искуство, бара континуитет на голема првенство, нели, на светско европско. Така да очекувам сигурно интересна утакмица, ама мора да повториме оно со Тунис што изигравме. За умор ме прашуваш, па добро, еве, една, да речеме, постава одигра тој натпревар со Тунис, после ние расподеливме малце минутажа, така да мислам дека овие играчи што претпоставувам ќе почнат со Босна се одморни, да речеме, за утрашната утакмица.